Меѓу стари напуштени и руинирани куќи во селото Цветово, во нов монтажен објект е сместено едно од 5 подрачни училишта во општина Студеничани. Поради големиот број ученици, ова е единственото подрачно училиште во општината каде се подготвува комбиниран модел на настава, додека во останатите училишта во Студеничани ќе има настава со физичко присуство за сите одделенија. Во подрачното училиште Алија Авдовик во селото Цветово има запишано 175 деца. Според досега спроведените анкети, родителите на сите од нив се изјасниле дека веднаш би ги пуштиле децата на настава. Меѓу семејствата кои побарале децата да посетуваат настава на училиште е и она на Незир Ислямовски, дедо на 3 внучиња. Па едното има 10 години, едното 8 така. Едното прво училиште ќе оде годинава. И сакаме да ги пуштиме. Подобро на школа да учат. Ние не можеме дома да ги учиме. Како до сега ја завршија годината? Имате ли лаптопи, таблети, компјутери? Како? Немаме. Тие работи немаме. Оти иши за школото, обеќаваа ќе донесеат и нема донесен уште. Назим Бектеши е одделенски наставник кој годинава ќе ги води првачињата во Цветово. За него предизвик ќе биде почитувањето на мерките во училница, но уште поголем проблем смета дека би била онлайн наставата. Добро е тоа што треба да бидат као првачиња со физичко присуство, бидејќи јас 5 одделение што го завршив, работевме од 11 март веќе како се појави вирусот, почнаме да работиме преку електронски пат, онлайн, но немаше ефект тоа. На стартот имаше некој си ефект, дали би рекол јас по моје дека некој интерес имаше во децата, им беше интересно, но после тоа гледам тоа се изгуби. Централното училиште се наоѓа во селото Батинци. Дента кога снимавме учениците од прво до трето одделение беа дојдени да ги подигнат новите учебници. Тие се распределени во 17 паралелки кои според новите протоколи ќе се удвојат, додека останатите класови ќе работат онлайн, вели директорот Кенан Имери. Во Цветово пак 4-то и 5-то одделение ќе ротираат. За нив одлучивме една група да биде присутен со физичко присуство на настава, додека другата група истовремено да ја пратат наставата онлайн. И така да се направи рокада секоја недела. Како ќе се прати наставата онлайн кога повеќето родители таму се жалат дека немаат ниту лаптопи, ниту компјутери? Од страна на класните раководители ми обеќаат дека тие ученици што ќе останат дома да имат услови, баре да имат смарт телефони, за да можат да ги пратат. Ако стварно има од учениците што немат услови, тогаш класните наставниците ќе треба да им спремат материјали во хартијана состава и да им ги однесат дома. Подготовките забрзано течат и во другите училишта, како Лазо Ангеловски во Скопски аеродром, каде од прво до трето одделение има над 450 деца во 30 на паралелки. По правилникот, првачињата треба да седат на мали столчиња, мали клупи, не бидејќи така не можевме да го обезбедиме растојанието, што социјалната дистанца која што мора да постои помеѓу децата, заради тоа ги тргнавме малите клупи и столчиња, ги доведовме големите, ги поставивме и тие би биле седнати, учениците би биле еден за друг, но диагонално, за да можеме да го постигнеме тоа растојание од метар и пол најмалку. Раководството е задоволно од подготвеноста на наставниот кадар за онлайн наставата за погорните одделенија. Различните ИКТ алатки кои што ќе се користат на таа платформа се веќе ИКТ алатки кои што наставниците веќе уназад 10 години ги користат во нашето училиште. Например, на помалите ученици од прво до трето одделение конкретно, многу им е интересно тоа да биде шаронулико, нели да го слушаат гласот на наставничката и така натаму, така што тука повеќе колегите од одделенска настава креираа електронски аудио книги, каде што им го презентираа на таков начин, им го презентираа наставните единици на учениците, содржините. Додека Министерството за образование се подготвува да ја унифицира онлайн наставата преку национална платформа, проблемите со учењето од далечина во посебен извештај ги сублимира народниот правобранител.
Во истражувањето спроведено летово, врз основа на податоци од 64 училишта, се потврдило дека висок процент од учениците не можеле да следат онлайн настава, односно 83% во основните и 68% во средните училишта. Во мислењето доставено до Министерството за образование, омбудсманот потенцира дека онлайн наставата не била унифицирана, образовниот систем недоволно дигитализиран, а учењето од дома е голем предизвик, особено за социјално радливите категории, децата со попреченост, ромите, мигрантите и другите малцински групи. Во овој период не успеа со полн капацитет да создадат можности да има еднаквост или равноправна можност сите да можат на ист начин или да имат ист пристап до тој процес. Видите, само ако го земеме делот на тоа, кои се условите по училиштата, која е разликата помеѓу рурална средина и градска средина. Ние имаме и во анализата покажуваат, имаме училишта кои информираат дека немаат пристап до интернет. Од друга страна, ако ги земе, има разни категории на деца кои немаат технички можности, немаат ни компјутер и така натаму и така натаму. Од Младинскиот образовен форум, организација која била вклучена во подготовката на протоколите за настава, велат дека комбинираниот модел е најсоодветен за учениците од основно и средно образование, па и за студентите во услови на пандемија. МОВ назад низ годините постојано апелирал и во однос на хигиената и во однос на квалитетот на образованието, и тие разлики и проблеми за жал секогаш екзистирале и верувам дека и понатаму ќе постојат. Меѓутоа на овој начин се надеваме дека ќе се обезбеди некаков еднаков пристап кон се ова, со тоа што ќе мора будно да се следи самата ситуација на терен и да се интервенира секогаш кога ќе биде потребно. Озаконување на наставата од далечина и дигитализација на образовниот систем се наведени како приоритети во новата владина програма. Министерката Мила Царовска вели дека основата е токму во националната платформа за настава, која ќе стартува со почетокот на новата учебна година. Наставниците според неа веќе ја знаат, а учениците ќе можат да ја следат и преку мобилен телефон. Не само видеоматеријали, колку што создавање на интерактивност во пренесувањето на знаењата, затоа што ако ги гледаме меѓународните, да кажеме, искуства за електронско учење, не е само видеопрезентацијата, туку дополнителни материјали кои што се интерактивни, а тоа се одредени квизови, тестчиња за да може да одите на второ ниво, треба да го знаете првото ниво, и сето тоа нашите наставници дел од нив се обучени. Тие сега ги земавме како репер, затоа што се наградувани од Microsoft и од UNICEF како група на професори, ги земавме како мастер тренери да го пренесат основното знаење кон другите наставници. Со унифицираната платформа, дел од недостатоците на онлайн наставата ќе се надминат, смета Царовска, но не негира дека квалитетот на образовниот процес нема да биде секаде идентичен. Секако дека треба да ги подобруваме условите, да искористиме максимално од она кое што го имаме на располагање како ресурс, и секако ќе биде комбинирано, и секако ќе биде многу комплицирано, и нема да биде секаде подеднакво со исти квалитет, но ние ќе се трудиме она кое што сега го создаваме како онлайн платформа, како можност да наставниците се запознаат со таа национална платформа за учење од далечина, да остане како ресурс кој што ќе го користиме и кога ќе бидеме надвор од ковид. Онлайн или со физичко присуство, наставата ќе почне на 1 октомври. Вкупно 113 училишта поднеле барање за физички да ги примат учениците од погорните одделенија од трето, и тоа 79 основни и 34 средни училишта. Колку од нив ќе добијат дозвола од владината комисија, зависи од просторните и технички можности на училиштата, но и од епидемиолошката состојба во општината. До тогаш со мобилните врака или низ игра во училишниот двор, учениците ќе ги користат последните денови од продолжениот распуст.